Почитувани граѓани, денеска, на Меѓународниот ден на слободата на медиумите, подсетувам, Гордана Силјановска во 2011 година јавно го оправдуваше упадот во А1 телевизија. Силјановска јавно го оправдуваше и затварањето на А1 телевизија. Во времето на режимот не кажа ниту еден збор зашто државата беше на дното во Европа по новинарски слободи. Не кажа збор за тоа што се затвараа медиуми, се апсеа и притвараа новинари, масовно се кршеше слободата на говор и слободата на мислење. Молчеше Силјановска тогаш, но Силјановска молчи и денеска на јавно поставените прашања. Силјановска се уште не одговара како и на кој начин нејзиниот сопруг од државата купил куќа во центарот на Скопје додека таа била министерка. Според јавно објавени информации и достапните документи, во 1993 година, додека Силјановска била министерка, нејзиниот сопруг од државата купил куќа на атрактивна локација во центарот на Скопје. Силјановска мора да одговори како и на кој начин токму нејзиниот сопруг во време кога таа била министерка од државата купил куќа од над 100 метри квадратни во строгиот центар на Скопје. По случајот со бизнисот со фришопи, ова е втор случај поврзан со Гордана Силјановска Давкова, во кој постојат основани сомневања за сериозни случаи на непотизам и судир на интереси. Почитувани граѓани, Гордана Силјановска Давкова е пример за транзицијски профитер и пример за непотизам и судир на интереси. Силјановска е неискрена, нечесна и поддржува и оправдува затворање на медиуми и притисоци врз медиуми и новинари. Граѓаните нема да дозволат нечесни транзицијски профитери, символ за непотизам, да застанат на чело на државата. Во недела, на 5 мај, граѓаните масовно ќе излезат и ќе поддржат вистински председател кој ќе работи исклучиво во нивен интерес. Граѓаните ќе го изберат Стево Пендаровски за нов вистински председател на Република Северна Македонија. Ви благодарам.